10 граѓани наседнале и се измамени со лажните SMS пораки што во последниот период масовно пристигнуваа на телефонските броеви и преку платежна картичка си платиле за прекршок што не го сториле, потврдуваат од МВР. Според досегашните официјални податоци од Министерството, евидентирани се само 17 пратени лажни пораки за плаќање на наводни казни, што значи дека најголем број од граѓаните не ги пријавуваат пораките. Во врска со плаќање наводни казни за сообраќајни прекршоци, ве известуваме дека евидентирани се вкупно 17 настани за пратени лажни пораки за плаќање наводни казни за сообраќајни прекршоци, од кои во 10 случаи од граѓаните се одземени парични средства. Велат од МВР. Апелот од надлежните е добиените пораки граѓаните да ги игнорираат и да не постапуваат по наведените упатства на така наречените фишинг линкови, како и дека сите досегашни вакви пораки се од странски телефонски број. Содржината на лажните пораки кои пристигнуваат со цел измама најчесто е следната. Врз основа на сликите направени со опрема за надзор, вашето возило ги прекршило членовите 14 и 21 од законот. Системот ве потсетува да ја платите неплатената казна, последици такса до 100% од казната и возилото ќе биде запленето. Доколку пораката е автентична и сте направиле прекршок на добиената порака, нема да може да го видите бројот на испраќачот, туку вообичаено стои МВР Info или МВР Safe City, тоест скратеница на латиница од називот на системот за детектирање прекршоци. Според последните официјални податоци од воведувањето на Safe City заклучно со април регистрирани се над 73.000 прекршоци, од кои најмногу околу 28.000 токму минатиот месец април. Најголемиот дел се за брзо возење, а околу 450 прекршоци за минување на црвено. По груба пресметка, ако се земе просечната казна од околу 50 евра за најголемиот дел од прекршоците за брзина, потенцијалниот износ на изречени казни би надминал 3,5 милиони евра. Иако реалната наплата може да е помала поради можноста за плаќање половина казна и различните суми на санкциите. Ставот на власта е дека системот досега ја оправдува својата цел, односно се намалиле сообраќајните прекршоци, има поголема дисциплина при управувањето со возилата и изголемена е безбедноста на патиштата. Опозицијата пак смета дека токму измамите со лажните пораки се доказ дека станува збор за сериозен безбедносен пропуст, како и дека системот може лесно да се злоупотребува и за други цели.